Почитувани слушатели, се надевам дека нашиот контакт со господинот Алдо Климан е во ред. Господине Климан, добро утро на вас во Хрватска, во Пула. Дали не слушате? Алдо, дали се слушаме? Исо, малку послабо те слушам од... Сега дали ме слушаш? Послабо од... Слабо те слушам. Не знам како е кај тебе состојбата. Јас одлично ве слушам вас, веројатно да не имате проблем со слушалките или пак со нешто друго. Можеме да го решиме проблемот само да ставам слушалки и јас, ако тоа не е проблем. Па не би било проблем, да, може да ставите. Така е добро. Така е добро. Сега те слушам добро. Па добро, тогаш еве да започнеме со вас. Јас се најавив дека сте писател, дека сте активист на македонската заедница во Хрватска и сте одблизу ги следите настаните во Република Македонија, во нашата татковина. Јас најнапред, како што реков уште еднаш да повторам, добро утро на вас во Хрватска, во Пула и добре дојдовте на брановите на македонската радиопрограма. Добро утро до сите ваши слушатели и гледачи и поздрав до моите пријатели и роднини во Австралија. Ви благодариме за вашите поздрави. Најнапред за состојбата во Република Македонија околу преговорите со Бугарија. Покрај тоа што ја дадовме античка историја на грците, господине Климан, сега мислам дека е дадена средновековната историја, се преговара за Гоце Делчев, но меѓутоа и тие преговори веќе одат во корист на Бугарија, затоа што имаше чествување заедничко на две држави за еден национален херој, за една нација. Како вие тоа го доживувате? Па, секоја квислиншка држава е создадена затоа да ги исполни интересите на оние што ја создале. Во нашиот случај со Македонија, ние имаме една вештачки создадена држава со троделно име и нејзината политика е всушност јасно дефинирана во некои туѓински агенди. Многу од точките од таа агенда веќе се исполнети, така сега се ближат кон крај точките кои не се исполнети уште и веројатно додека не се случи голем пресврт во Македонија, извршителите на таа и на тие агенди туѓински од надвор и однатре ќе се исполнуваат. Така дојде и до името на Гоце Делчев, што е прашање на денот кога овие луѓе кои се на власт ќе ни објават или од другата страна, од Бугарија, ќе ни објават дека тоа веќе е договорено, како што впрочем од 2017 година се прави под маса без јавна расправа, јавен дискурс со академската заедница и со јавноста воопшто. Факт е дека толку многу нешта во овие сега веќе 5-та година во политичкиот живот, односно животот кој представува само едно перманентно велепредавство, толку се измешани, толку се нафрлани, што е веќе и дегутантно за многу нешта да зборуваме. Медиумите и се одземени на јавноста, има на среќа уште неколку послободни медиуми и вакви медиуми од нашата диаспора, како што и вашиот, каде што се пренесува вистината за Македонија и за настаните во неа. Нашата диаспора, како што и вашиот, каде што
Јас меѓутоа сакам да кажам дека многу нешта и во оваа наша борба за спас и за зачувување на Македонија, на идентитетот на македонскиот народ, на идентитетот на Република Македонија и на сето она што ја сочинува, се разбира, целата политичка и национално политичка и културна историја на македонскиот народ, сето тоа е толку претресено што веќе и во самата јавност и за овие најболни, најстрашни работи се појавува оној македонски дух на самоиронија или на иронија и на откривање на крајните апсурди што оваа власт ги прави, така што се е сведено всушност на едно чувство на перманентен срам од светската јавност која го гледа ово. Алдо, јас сакам да ве запрашам за најновите пробни балони. Сега Гоце го потурнуваат како во втори или трет план, Гоце Делчев. Излегува сега на површина 11 октомври, не знам дали сте запознати, дали слушнавте дека 11 октомври треба да се чествува заеднички како бугарско-македонски празник, државен празник на двете држави, бидејќи тоа била идеолошка војна од 41 година до 44 година. А исто тука се споменува и формирањето на Македонската револуционерна организација во 1893 година, 23 октомври, како македонско-бугарски или бугаро-македонски. Уште од првиот ден на инсталирањето на оваа квислиншка власт во 2017 година веднаш се тргна со приближување на се што значи идентитет на оваа држава и што значи смисла која органски е создавана низ историјата до моментот на нејзиното конституирање. Се бришеа имиња на личности, се бришеа датуми до оној трагичен и ужасен момент на насилното отворање на уставот кога е сменета преамбулата и се разбира дека во еден здив не можеа тоа да го направат, мора да одат до крај, чекор по чекор. Затоа бил потребен и одреден период за да се подготви барем оној дел на македонската јавност која верува, се уште верува во оваа квислиншка власт и на некои други кои не веруваат, а се во дилеми, да се подготви таа јавност за промена на најрадикалните и најважните датуми, најважните имиња да се избришат од македонската историја или да се преземат, да се поистоветат со бугарската на начин да се каже дека тоа е заедничка историја и да се сведе се на една граѓанска идеолошка борба во рамките на бугарскиот народ. Мислам дека многу нешта, како што реков, уште ќе се случуваат и уште се во подготовка под маса, но сакам да искажам оптимизам, независно од тоа колку да звучи тоа нереално, да искажам оптимизам дека сето ова кула од карти ќе се урне, бидејќи практично не постои вештачка држава што обстанала повеќе од неколку години во историјата, нема. И сите сменети имиња, сите сменети табли на институциите, на имињата на градовите и така натаму, сето тоа со време ќе се врати. Тоа сум длабоко уверен, особено што независно од тоа што еден голем потенцијал на млади квалитетни луѓе што ги имаме во Македонија и кои се подготвени за промените што ќе уследат, затоа што тоа е неминовна работа, ова не е вечна работа, ова е една фаза трагична. Тие луѓе се подготвени да дојдат со сите своји капацитети и знаења да ја вратат старата слика на Македонија во она
мера во која тоа ќе биде возможно во новите и меѓународни, а и наши домашни прилики. Застрашува и тоа е дел од политиката на понижувањето на некој народ, што сакаш да го починиш, да му одземаш се, да му менуваш се, да му ги бришеш датумите, да му ја бришеш историјата, ќе издржим. Јас сум длабоко уверен, за жал се уште има многу луѓе што се повлечени на страна, а имаат потенцијали да припомогнат во оваа тешка борба. Сметате ли, како што ве прашав, дека ќе дојде до славење на 11. октомври и 23. октомври? Мојот одговор ќе биде дека ништо не е невозможно. Видовме се. Видовме дека договорот со Бугарија е подпишан на 1. август спроти Илинден. Видовме дека на Илинден зборува од власта доминантно зборува луѓе кои ја урнаа претходната нормална држава. Видовме дека патот до нивици беше исто така упорен и успеа да го направат она што е незаконски и неприфатливо. Референдумот успеа да го изгубат и да го представуваат пред јавноста дека е добиен, така што успеа да дојдат и во Свети Спас и на нашите луѓе, македонците и на пиринците наши, да практично да им биде речиси сосема оневозможено светкувањето и одавањето на честа на Гоце Делчев. Зошто не би било возможно и тоа? Се е возможно. Во една филозофија на лага, во една филозофија на дрски поништувања, и тоа е возможно, но тоа, иако понижува, иако повредува, иако боли, иако секој има здрав, нормален, разумен човек кој знае што се случува, го проживува потресно, и тоа ќе помине. Можно е, се е можно, бидејќи тоа е дел од тој концепт, смислија се, видовме дека Веки Каракачанов, тоа се тие балони, меѓутоа балони кои секогаш кај нас одат до крај, додека не експлодират во нашето срце, бараат коските на Гоце Делчев да се префрлат во Софија. Мислам, тоа се тие беа во Софија, тие беа до Софија од 23-та година до 46-та година, па тие не му запалија свеќа, па сега ги бараат коските. Точно е. Трагично е, мислам, извртена е сета таа историја. Нашите најголеми луѓе од историјата се бореа за самостојност и за самостојна Македонија, и за самостоен народ. И тие им беа трн во око на бугарските историчари, не знаеа како да го решат тоа. Предадена е таа работа на политичарите, кои создадоа комисии, и тие сега и со овој авион што го пратија ќе патуваат ваму таму меѓу Софија и Скопје за да создаваат лажна историја, да мистифицираат. Меѓутоа ќе продолжиме да се бориме, нема да дозволиме лагат, и таа и не може едноставно да превладе, затоа што запишане не само во книгите на македонските историчари, еден од нив сте и вие, туку и во светската литература историска е запишана историјата. Историјата е појака од која и да е лага. Иако некојаш битките и се губат, како што ние ги изгубивме битките во 1913 година, кога ни ја парчосаа Македонија, затоа што постојат големи сили. Големите сили сега се до грло, до тука инволвирани во уривањето, уништувањето на Македонија, меѓутоа постојат процеси кои се поголеми и од нив, глобални процеси кои сега сме во некакви разврски во врска со ова што се случува и во Украина и во светот воопшто. Македонија веројатно ќе се извлече низ иглени уши, што се вели, но ние нема да успееме да го забрзаме тој процес на спасување доколку не ги консолидираме нашите сили и нашата интелектуална
нашите интелектуалци околу Ќе зборуваме, еден единствен проблем. ќе зборуваме за тоа, ќе имаме посебно прашање. Уште едно прашање имам. Знаете, се е врзано со името на Македонија и македонскиот народ, затоа што тука станува збор за цивилизација, светска цивилизација од античко време до денес. Еве професорот Бранислав Светозаревич Покорни објаве книга со која тврди со документи дека името македонците го носеле без прекин цели 2700 години. На нив тоа им смета, и универзитетот во Охрид, тие го представуваат универзитетот во Болоња дека е прв во Европа и така натаму. Меѓутоа, еве сега со името на Македонската православна црква, значи и таму тоа е последниот стожер, и таму имаме сега внатре имаме од големо црковните достојници кои се веќе потпишале дека името ќе го сменат само во Охридска архиепископија или нешто сосема друго. Да, познато ми е тоа, но тоа исто така не е единствен проблем што околу Македонската православна црква ќе се создаде, затоа што оние духови кои мирува во Србија во врска со Македонската православна црква веќе почнуваат одново да се будат и тука ќе има доста голем заплат. На среќа имаме и наши црковни достоинственици кои ја држат македонската кауза на највисоко ниво, иако од ситните политичари во оваа квиснишка власт се осудувани, навредувани, и тука се е возможно. Еднаш ја изгубивме црквата, ја вративме. Ако ова се случи, тоа ќе биде голем потрес, меѓутоа повторувам, длабоко сум уверен дека нештата барем институционално до крај ќе си ги вратиме на своето место. Иако канцерот, овој меѓународен, кој само е пуштен сега и пуштен е да действува со помош на тие квиснишки и големо албански власти во Македонија, е страшен и болен и многу нешта ќе ни направат уште што жестоко ќе не заболат. Не. Можно е, меѓутоа не можат да ни ја одземат суштината, не можат да ни го одземат идентитетот кој е нешто наше иманентно. Тоа не е прашање што може да се индоктринира. Да, не може да ни ја земат душата, нели? Не може. Мене ме интересира да го искоментираме последниот случај. Рековте медиумите дека се под контрола на ова квинслишка власт и видовме еден доказ деновиве, една презентерка на вести без никакво искуство од министерот Бујар Османи е назначена за генерален конзул во Америка. Замислете, во Америка, без никакво. Значи ли тоа да си новинар во Македонија следуваат амбасадорски места, министерски места? Богданка таму гледам дека е портпаролка, па некои други исто така портпароли. Значи, новинарите во Македонија кои најмногу треба да ја бранат вистината, тие најмногу ја продаваат во Македонија невистината, односно, веројатно јас би рекол, најзаслужни за сите предавства се новинарите. Ицо, знаеме дека 27. април 2017 година на тој ден се случи државен удар во Македонија. Не знам како во иднината историографијата и политиколозите ќе го наречуваат тоа, меѓутоа тоа е факт. Еден кој не беше дури ни софистициран, тоа беше еден примитивен чин и од тој момент почна растурањето на сето она што представува природни процеси законодавни во едно општество. Значи, што е можно повеќе да се внесе, да се интерполира беззаконието.
И сето тоа што се случува од тогаш до денес е чисто беззаконие. Дојдовме до таму да на една седница на владата без Алдо, се одбира. Алдо, зошто Да. медиумите не постават прашање, еве како јас поставувам прашање кај сите, кај секого, и ВМРО ДПМН бега сега од мене, бегаат затоа што им велам на изборот на Мицковски вие немавте национално сонце како ова, што е позади мене. Да. Зошто го немаја тие, а национална партија се? Како ние, на пример, нашиот национален символ се сведува на овај Мирослав Грчев од 95-та година. Значи ние не сме ни од 41-ва година, не сме ни Коминтерци, не сме ни Титови, ние сме Грчеви. Да, па тоа е таа интенција. За жал опозицијата колку и да се подпираме на врз најголемата македонска политичка опозициона партија која требаше да биде апсолутно радикална, јасна во борбата за Македонија, таа донесе многу разочарување. Не сакам јас да ги разочарувам оние што веруваат и натаму во нејзе, меѓутоа факт е дека имаше во последниве неколку најтрагични, најдраматични години ситуации, состојби каде што можеше оној пламен кој екзистира во македонскиот народ, кој еманира, се гледа и во живите комуникации, се гледа и на интернет, дека постои една тешка болка и лутина и подготвеност за отворени радикални потези. ВМРО и Мицковски не одеа до крај во тоа, некако се ладеше тој жар. Еве, ние се уште го имаме на слобода бившиот премиер кој оди на скијање и такви работи, што е тешко понижување, тешко навредување, затоа што ми се чини дека пишував повеќе пати за тоа дека на Македонија во оваа состојба и е потребна порадикална опозиција со порадикални истапи. Под радикални не подразбирам востание. Меѓутоа, каде е македонскиот народ на улиците? Па македонскиот народ не може да излезе сам. Мора или да има некое здружение или политичка партија која треба да го поведе, да му даде, да речеме така, идентитет на тој настан. Инаку ќе бидеме само толпа. И тоа, во таа смисла, мислам дека постои едно големо компромисерство во самиот врв. Видовме тоа и со оние разочарувачки изјави во врска со Преспанскиот договор кој е готова работа и слични нешта. Го видовме тоа и сега со оваа нова така наречена власт, всушност со намесникот кој преговара во четири очи за судбината на цела една историја на еден народ. И мислам дека во таа смисла сепак тоа трагично кале кое некогаш беше слободно и на кое како дете се играв, диригира се, па диригира и во најголемата опозицијска партија. Не се доволни, многу пати го истакнав тоа, не се доволни само изјави. Изјавите се изјави, може да бидат убави, може да бидат дизајнирани, меѓутоа ако нема акција, ништо, тоа останува една кабинетска работа и еден ден можеби ќе се повикат, па јас реков тоа, јас го реков тоа, меѓутоа што стори, тоа е важно. А ние сакам да ве прашам, таква... сакам да ве прашам понатаму да одиме, бидејќи имаме уште 10 минути, а имаме уште 2-3 прашања. Често пати сме разговарале околу македонската интелигенција, македонските институции. Еве, Институтот за национална историја е, како да кажам, е киднапиран. Ги нема македонците, ги нема институциите. Ману е киднапирана. Ако не се појавеше се како царев, Ману, знаете дека учествуваше во предавствата. Институтот за национална историја во лицето на Драги Георгиев води, лидер е во предавничките активности. Добро, со тоа што... Кој е вашиот став? Зошто е млитава интелигенцијата? Зошто учествува дел од таа интелигенција во предавствата? А зошто земаа плата? Зошто се платени од македонскиот народ?
Да, платени се од македонскиот народ, меѓутоа видовме со каква репресивна сила од самиот почеток на востановувањето на ова квислиншка држава, со каква репресивна сила се притиснати македонските интелектуалци. Зошто не пронашле во себе сила да пружат, да дадат отпор, јасен, конкретен отпор, тоа е енигма. Веројатно ќе морат секој од нив со себе си да расчистува со својата совест. Факт е дека, да речеме, Друштвото на писателите на Македонија, кога почна откажувањата и бришењето на Македонија, македонскиот идентитет, македонскиот јазик, македонската култура, само еднаш се огласи со една фина реакција, ништо повеќе. Уште беше тоа 2017-18 година. До ден денешен тие мои колеги писатели молчат. Јас тоа не можам да го сватам. Боли, страшно боли. Дали затоа што се случи еден пресврт, исчезнате еден голем дел по природен пат, поради годините, на оној највитален дел од македонската литература која учествуваше во создавањето на нашата култура во последните 60 на 70 години, а не докрај создадена една нова генерација. Не знам дали е тоа во прашање. Мислам дека од оној дел на македонските писатели и интелектуалци со кои комуницирам јас, кај нив постои јасна совршена свест и некои од нив се и директно ангажирани. Меѓутоа, колку недостасуваат, тоа се виде во случајот на реакцијата на македонските историчари, кога се обединија на едно место, независно и од своји различни позиции, ставови и така натаму, одгласот во јавноста беше доста силен, доста моќен и ефектен. Да е таква состојбата и со останатата македонска интелигенција, па ние на нашата јавност како да имаме консензус околу овие прашања што ги наметнува Бугарија сега, моментално. Така што не ги сваќам илузиите, тоа морам да ви кажам искрено, дека не ги сваќам илузиите што мислат македонските писатели, конкретно, ако им се одземе јазикот, ако им се одземе сето она што го напишале, сите оние книги, дали ќе прифатат и тоа, ако Бугарија каже тоа се писатели со македонска норма, бугарски писатели со македонска норма. Во сите книги наши пишува македонски писатели, во сите енциклопедии пишува македонски писатели. Тоа е едно болно прашање, ги повикувам своите колеги и од мојата генерација. Уште се живи, уште имаат енергија, имаат бројни книги напишано, се прославија некои од нив и низ светот со македонското име. Ги повикувам да се обединат, да направат еден фронт заеднички. Не сме тоа да спадне на неколку души кои се борат само. Иако многумина од нив апсолутно не се согласуваат со се ова што се случува, молчат. Можеби најдобро ќе биде на 11 октомври сите да се собериме во Република Македонија. Најверојатно ќе може преку тие сили да се создаде нешто повеќе и охрабрување. Но бидејќи времето ми изминува, имаме уште 5 минути, Алдо, сакам да ве запрашам за македонците во Хрватска. Вие сте активист таму. Како се односите на Хрватска кон македонците и македонците кон хрватските власти? Па, морам да речам дека навистина тука не само што постојат законски рамки што ги има Република Хрватска за националните малцинства, туку она што е уште поважно и најважно тоа е што тие тоа и го применуваат, го аплицираат. Не можам да зборувам за отворените прашања, евентуални отворени прашања на другите заедници во Хрватска кон државата, затоа што постојат и такви прашања. Но што се однесува до македонците, морам да кажам дека сме примени прекрасно, дека се чувствуваме денес повеќе дома тука отколку во Македонија, каде што некои од нас се и проскрибирани. Постои
финансиска поддршка за нашите проекти и тоа можам да речам безпоговорна, коректно се во рамките на она што инаку го одделуваат за таквите програми. Ние добиваме поддршка и од државата и од локалните власти и успеваме, па нешто од тоа го прикажавте и вие во вашите емисии, успевавме и успеваме да одржуваме одредени тркалезни маси на наши болни македонистички теми. Имаме и фолклорни групи, пејачки групи, имаме црковна општина и парохија, така што сето тоа функционира. И јас сум и благодарен на оваа власт, се надевам дека силните притисоци кои ги прави сега Бугарија кон Македонија, а и надвор од Македонија против македонците, нема уште долго време да дојде и до хрватските власти. Или барем нема така лесно да ги уверат во тоа дека ние нема да се викаме македонци или македонскиот форум да не сме да ја има придавката македонски. Така, само на кратко, дали ќе ја одржите следната тркалезна научен форум оваа година? Да, испративме апликации до сите овие институции кои не финансираат и верувам дека ќе биде една успешна. Темата е во скратена форма Хрватска и Македонија 30 години од независноста, 30 години соживот и пријателство. Така уште едно прашање ме интересира. Колку малцинства се во уставот, во преамбулата на хрватскиот устав? Тоа сега можеби не можам точно да ви го кажам, меѓутоа раководени се од сите оние меѓународни принципи кога е создаван уставот, современиот актуалниот устав на Република Хрватска, раководени се од меѓународните принципи кои не се наметнување. Имаме двајца само на кратко ве молам. Само кратко. Да, не го знам точниот број. Не сакам да кажам неточен податок. Но принципот е оној општо прифатен меѓународен според меѓународните стандарди. Никој не е исклучен што има причина да биде во уставот. Но и вие немате претензии за федерализација, кантонизација на Хрватска, нели? Не, нема такви претензии. Мислам дека тие илузии се завршени со татковинската војна во Хрватска и можеби живеат во нечии глави, меѓутоа никој од нас нема такви претензии. Знаеме дека е ова наша втора татковина, сакаме да придонесеме кон нејзе и да придонесеме кон еден прекрасен, што е можно подобар однос меѓу Република Македонија и Република Хрватска. Господине Алдо Климан, јас ви благодарам за вашето отстапено време и така рано будење во Хрватска. Немаме повеќе време. Ви благодарам за се што кажавте за македонска заедница овде во Австралија, па и пошироко во Европа, веројатно ќе го гледаат, ќе го следат ова наше интервју. Ви посакувам се најдобро и убав успех. Исто така, се најубаво и благодарам за повикот да учествувам во вашата емисија. До слушање, до гледање. Гледање.